Претходните дискутанти. Ова ќе се гради, она ќе се направи, ова ќе се реализира. И јас би сакал да ве прашам една работа и ве замолам да ми одговорите во контрарепликата. Дали оваа слика е вистинита? Ова на вас може би ви изгледа како гаража, ама ова е пунктот каде што се земаат тестови за пациентите болни од COVID-19 во Демир Хисар. Кога ќе зборувате за сите тие милиарди и милиони евра и за што е капитална инвестиција, а што не е, оваа слика е олицетворението на реалноста. Во ваков пункт, полош од оној од Кичево кога разговаравме за ребаланс, во Демир Хисар се земаат ковид тестови на граѓаните од тој град. Понатаму пробавте да ја вулгаризирате дискусијата, како што секогаш прибегнувате кон тоа кога немате факти и аргументи за Скопје 2014 и ве замолам да продолжите да ги читате, да стигнете се до оние 29 државни институции кои што се изградија, меѓу кои оваа купува столчето, масата, 100 канцеларии за претениците, да ги спомнете 6 катни гражи, 2 подземни гаражи, кои што вие верувам дека ги разбирате. Понатаму, кога вие кажувате што за вас е капитална инвестиција, дозволете ни и ние да ви кажеме што ние од ВМРО ДПМН поимуваме како капитални инвестиции. А тоа се 3 почнати автопати. Тоа се безброј инвестиции во социјалата, во образованието, во енергетиката и во сите сфери на општеството. Тоа е нешто од кое што вие не можете да избегате. Фактот дека сте 4-та година за неколку месеци на власт укажува на тоа дека овие 4 милиарди што се сега, тие по 3 кои што поминаа, тоа се над 10 милиарди евра буџет потрошен за 3 години и со овој 4 кои што го планирате наредната година, ние ќе имаме околу 12-13 милиарди евра потрошени за еден мандат. Кажете ми, господјо Петровска, што можат граѓаните да увидат и на што може да се сетат во изминативе 4 години од вашиот мандат при толку потрошени пари кои што вие ќе го оставите за граѓаните. Само една работа кажете, таа ја почнавме од почеток, испроектиравме, идено осмисливме, помина ни сите процедури, отворивме постапка, избравме изведувач и почнавме да ја градиме. Само една таква работа кажете ми, кој што изминативе 4 години е реализирана и за кој што се потрошени сите тие пари, а која што ќе остане во наследство на граѓаните на Република Македонија. И понатаму и вас морам да ви го кажам тоа што им го кажувам на сите колеги од изборната единица 2. Еден проект нема за изборната единица 2 во буџетот за 2021 година. Ви благодарам.